Почитувани сограѓани, драги пријатели, значи се приближува моментот на вистината. Моментот која ние како граѓани ќе имаме шансата да го кажеме своето мислење и да го дадеме својот глас. Ако во изминативе 45 дена го искажувавме својот револт, својот непокор за се она што ни се случи во изминатиот период, ако изразивме отпор за она што сака да ни се случува во иднина, сега, набаргу, се ближи моментот кога треба да кажеме и да го изразиме нашиот став и да го дадеме својот глас за она што ни се случуваше изминативе 4 години, а ако сакате изминативе 6 години во нашава општина. Пред 4 години на локално ниво во нашата општина на власт дојде една гарнитура која помпезно најавуваше промени. Ветуваше развој, нудеше некакви си програми, не замајуваше дека Ресен ќе биде достојно место за живење на нашите граѓани. Меѓутоа, набаргу се потврди дека сето тоа биле лаги и крајниот резултат после 4 години е нула. 4 години ги слушавме како се фалат дека со нивните проекти ќе го направиле Европски Ресен, дека во тоа ќе им помогнела и владата, од тоа ништо не видовме. Ги слушавме 4 години како плачат дека буџетот им бил празен, меѓутоа дека со проекти ќе привлечеле европски пари. А тие успеа од Европа само младите наши да ги истераат надвор. А реалноста која е? Значи, од сите оние ветувања за инфраструктурни објекти, за комунални објекти, за спортски објекти, од тоа немаат нити изготвено програми, а камоли да дојдат до реализација. Цело време не убедува дека наредната година ќе дојде реализацијата, наредната година ќе дојде реализацијата. И сега повторно ги слушам дека во наредниот мандат сите нивни програми, сите нивни ветувања ќе ги реализирале. 4 години се занимава или самите со себе, кој да влези на работа, со кого да влези на работа, на кое работно место да биде, колку плата да прима, или се занимава со нас, кого да го избркаме, кого да го преместиме, кој со кого излегол на кафе. И целиот тој период, сите тие 4 години помина и сега без срам, безобзирно, во наредниот период ќе побараат вашата поддршка. А вие самите сте свесни. Улиците раскопани, тротоарите разрушени, спортските објекти руинирани, младината разочарана, образованието катастрофа, училиштата до 3 час грејење, превозот како хорор филм. Значи, се на се, ситуацијата во општината ја доведа како пред 50 години. Ако во овој момент тие сметаат дека со она што му го понудија на граѓаните му е доволно, и јас се согласувам. Доволно му е на граѓаните за да сватат на наредните избори на кого да го дадат својот глас. Се изнаслика дури и со проектот за изградба на откупно-дистрибутивен центар за еболката. Кај се тие мажи сега да ги видам, нека излезат овдека на Мегдан. Нека ви кажат зошто јаболката нема пласман, зошто се јаболката по 10 денари и помалку. Нека кажат зошто и продадените јаболка парите не можете да ги земите. Меѓутоа, едно знам. Реков, моментот на вистината се ближи. Јас знам дека граѓаните секоја знаеле да ја одберат вистинската страна. И затоа сега сум сигурен дека и сега ќе ја изберат вистинската страна. Дека и сега ќе казнат тие што не направиле ништо за нив, дека овој пат ќе гласаат за тие што знаат дека нешто ќе направат за нив, и затоа сум сигурен дека овој пат гласот ќе го дадат за Јордан Проевски за градоначалник и за советничката листа на СДСМ, и дека после овие избори Ресен ќе го направиме достојно место за живење. Да живее Ресен, да живее Македонија!